Десетици илјади луѓе неодамна излегоа на улиците на Кишињев, повикани од молдавската председателка Маја Санду, за да покажат колку молдавците сакаат нивната земја целосно да се интегрира во Европската унија. Молдавците се европејци и за 7 години мора да станеме полноправни членки на Европската унија. Молдавија доби кандидатски статус во јуни 2022, откако аплицираше за членство во Европската унија, во услови на екстремен надворешен притисок поради војната на Русија против Украина. Нашата земја мора да биде дел од обединета Европа. Да живееме подобро со демократија. Не сакаме да се вратиме во минатото. Повторно да бидеме дел од Руската империја. Молдавија е длабоко поделена. За значителен дел од населението, Русија е вистинскиот пат, а не Европската унија. Со месеци низ улиците на земјата се мобилизира и антиевропската опозиција. Историски сме обединети со Русија, со Украина, со Комонвелтот на независни држави. Европа нема да ни помогне. Поддршката за Кремљ е особено забележлива во јужниот регион Гагаузија, каде што рускиот амбасадор во Молдовија беше пречекан пријателски од локалните власти за време на регионален фестивал. Новоизбраниот лидер Евгенија Гуту од проруската партија ШОР зборуваше за гласот на Америка. Сакаме да имаме добри односи со сите, и со европските земји и со Руската федерација. Не ни требаат непријатели. Ние сме поддржувачи на мирот и неутралноста на нашата земја. Но властите на Молдавија веруваат дека и покрај внатрешниот отпор на дел од населението, европскиот пат што го започна официјален Кишињев е неповратен. Многу е јасно. Апсолутното мнозинство од нашите граѓани гласа постојано во последните 40 години за поголема интеграција и поврзаност со Европа. Војната во Украина и изголемените тензии со Русија го нагласуваат овој клучен и опасен моментум за Европа, а во овој контекст, велат аналитичарите, Молдавија е најкревката ока во синџирот.